Добро дојдовте во ова издание на Тема на неделата. Овој пат посветена на бранот популизам што се повеќе ги зафаќа земјите во Европа. Како тој ќе се одрази врз Европската Унија, но и врз Македонија. Негативниот исход на италијанскиот референдум за реформи на уставот, популистите низ Европа радосно го оценија како отфрлање на Европската Унија и на нејзината заедничка валута. Другите велат дека не е така. Како е и да е, резултатот представува чекор назад за Европа во време кога нејзините лидери се обидуваат да најдат добар одговор на Брекзитот и на изборот на Доналд Трамп за председател на Соединетите држави. Гласањето во Италија додаде уште една земја во листата на членки на Европската Унија кои најверојатно ќе бидат преокупирани со домашни проблеми до година. По Брекзитот, тогашниот премиер Дейвид Камерон си поднесе оставка. Истото го стори италијанскиот премиер Матео Ренци. Потоа, шефицата на крајно десничарскиот национален фронт на Франција, Марин Ле Пен, на Твитер напише: италијанците го отфрлија Ренци, но и Европската Унија. Австриските гласачи на повторените председателски избори успеа да го отфрлат кандидатот, кој за малку ќе станеше првиот шеф на Австрија од крајната десница. Со тоа е запрен бранот, некои велат привремено, на популизмот во западните демократи. Еден од нив е и Томас Мартин од Виена. So als Zeichen, dass irgendwo noch so eine Vernunftsidee gegen die Populismusidee vorherrscht, fand ich es ganz in Ordnung. Allerdings hört das ja nicht auf, oder? Das ist ja eine Geschichte, die geht weiter. Лука Тардели од Лондонското училиште за економски и политички науки оценува: It's the big economic and financial crisis of 2008 that left many in a worse off situation, has left the elite, the ruling elites in the West, deeply unsatisfied and deeply unable to provide new solutions to new problems. Според Тардели, подемот на популизмот е начин на луѓето да бараат контрола врз се. Globalization has not been advantage, has not favored all segments of Western societies equally, especially low-paid jobs. People are asking for control of borders, for control of their own fate, for control of their political system. The key word here is sovereignty. Тардели смета дека подемот на популистичките движења најверојатно ќе влијае врз иднината на Европската Унија. Одиме во Скопје на истата тема. Тамошните експерти велат дека популизмот во Европа ќе има сериозно влијание и врз Македонија. Кон ова, како што наведуваат, треба да се додаде дека Европската комисија нема приоритети насочени кон Балканот и Македонија. Популизмот во Унијата, според нив, дополнително ќе го забави процесот на евроинтеграцијата на Македонија. Македонија подолг период е зафатена од популизам, различен од европскиот, но популизмот во земјите на Европската Унија сериозно ќе влијае врз земјата. Велат познавачите на состојбите, посочувајќи од и посериозните проблеми од ваквата појава, државата ќе ги почувствува кога ќе ги отвори прашањата за евроинтеграциите. Тогаш се разбира ќе имаме сериозни проблеми, затоа што и во Европскиот парламент партиите кои што промовираат популизам ги има во голем број. Нивните представници таму имаат одлучувачка улога во одредени тела на Европскиот парламент. Истото се пресликува и во Европската комисија. Комисијата раководена од Јункер нема приоритети насочени кон Балканот и кон Република Македонија. Тоа е и резултат на тоа што тие ја следат волјата на нивните избирачи. И ако таму велат дека ги поддржуваат партиите на Ле Пен во Франција или на другите во Австрија, во Холандија, кои што промовираат такви мерки, тоа ќе се ослика и на Република Македонија. Односно, постои можност да бидеме забавени дополнително во процесот на европските интеграции, од кога ќе ги решиме сите други проблеми, од кои ќе ни дадат датум за почеток на преговорите. Експертите велат дека популизмот во земјите на Европската Унија и генерално нивните моментални политики во следниот период повеќе ќе ги продлабочуваат односите меѓу членките, а помалку ќе бидат насочени кон прием на нови земји членки. Хрватска е последна земја која што члана членка на Европска Унија, меѓутоа гледаме дека веќе активно ги користи механизмите на сопирање на преговорите во конкретниот случај за Србија. Тоа може би нема толку врска со популизмот колку што има врска со политиките во Европската Унија. Нивен приоритет видовме од тоа што кај нас се случува во изминативе 2 години нема да биде проширувањето. И тоа сериозно ќе влијае на нашите интеграцијски процеси, не толку повторно ќе речеме од аспект на популизмот колку од тоа што Европа се презасити од прием на земји кои што не се подготвени за членство. Популизмот во Европа засега нема радикални размери, вели професорот Дујовски,
Истакнувајќи оти европските граѓани се повеќе стануваат свесни дека тоа не се политики кои водат кон развој. Толку во ова издание на темата на неделата, во која се осврнавме врз растечкиот бран на популизам во Европската унија. Следете не на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk, како и на Facebook, Twitter и YouTube. До гледање.